Непланирана забава. Во дупка во земјата живееше хобит. Не во одвратна валка на влажна дупка, полна со парчиња од црви и мирисна мувла, ниту во сува, пуста, песочна дупка, без нешто на што може да се седне или на што може да се јаде. Тоа беше хобитска дупка, а тоа значи удобност. Влезната врата имаше совршен тркалезен облик, како бродски прозорец, бојосана со зелена боја, со блескав зелен месинган оков точно во средината. Вратата се отвореше навнатре, кон ходникот во облик на цилиндричен тунел. Многу удобен тунел, без чат, со ѕидови обложени со дрво, со поплочен под, прекриен со тепих, со полирани столици и многу закачалки за капи и палта. Хобитот сакаше посетители. Тунелот беше долг, протегајќи се право, но не баш директно во падот во падината на ридот. Ридот, како што го викаа сите во круг од повеќе километри. А многу мали тркалезни врати се наоѓаа од двете страни на ходникот. Немаше трчкање по скали за хобитот. Спалните соби, бањите, визбите, оставите, многу такви, остави за алишта, тој имаше цели простории наменети за чување облека. Кујни, трапезари, сите беа на истиот спрат, односно во истиот ходник. Најдобрите простории беа од левата страна, кога ќе се влезе, бидејќи само тие имаа прозорци, длабоки тркалезни прозорци, што гледаат кон градината и кон полјанките зад неа што се спуштаа кон реката. Овој хобит беше доста имашен, а се презиваше Багинс. Багинси од памтивек живееа во околината на ридот и луѓето многу ги почитуваа. Не само затоа што повеќето од нив беа богати, току и заради тоа што тие никогаш не се впуштаа во авантури и никогаш немаа направено нешто неочекувано. Можевте да погодите што би одговориле Багинси на некое прашање без да се мачите да ги прашувате. Ова е приказна за еден Багинс кој доживеа авантура и кој почна да прави и изборува потполно неочекувани работи. Тој можеби го изгуби почитувањето на соседите, но стекна, впрочем, на крајот ќе видите што стекна тој. Мајката на овој хобит, а што е тоа хобит? Претпоставам дека во денешно време хобитите треба да бидат опишани, бидејќи тие се проретчија и многу се срамат од големите луѓе, како што не нарекуваат. Тие се, или биле, мали луѓе, на отприлика половина од нашата висина и пониски од брадестите џуџиња. Хобитите немале бради. Имало малку или воопшто немале чудеси поврзани со нив, освен она во обичаената секојдневна, која им овозможува да исчезнат брзо и тивко, кога голем глупав селанец како тебе и мене ќе се појави од ненадеж, правејќи бучава како слоновите кои тие ја слушаат на километри. Сите се склони на дебелење во пределот на стомакот, се облекуваат во весели бои, особено зелена и жолта, не носат обувки, бидејќи на стапалата имаат природно дебели кожени табани и густи бушеви кафеави влакненца како косата на главата, која е кадрава. Имаат долги, изразито кафеави прсти, добродушни ликови се и се смеат со длабок, пријатен смев, особено поручек, кој го имаат 2 пати на ден, секогаш кога може да си го дозволат. Сега знаете доволно за да можеме да продолжиме. Како што реков, мајката на нашиот хобит, Билбо Багинс, така му беше името, беше познатата Беладона Тук, една од 3 прекрасни ќерки на стариот Тук, главатар на хобитите кои живееја преку водата. Мала река што течеше по подножието на ридот. Често се велеше во другите семејства дека многу одамна еден од предците на Тук зел невеста самовила. Тоа се разбира беше безсмислено. Но секако имаше нешто нехобитско кај нив. И од време на време некој припадник на кланот Тук ќе исчезнеше за да се впушти во некаква авантура. Тивко ги иснемуваше, а семејството ќе го сокриеше нивното отсуство. Но останува фактот дека Тукови не беа почитувани толку колку Багинси, иако без сомнеш беа многу побогати. Не можам да речам дека Беладона Тук се впушти во некоја авантура, откако се омажи за господин Банго Багинс. Банго, тој е таткото на Билбо, ја изгради најлуксузната хобитска дупка за неа, а деломно со незини пари, која кога Билбо постоела,
која кога било постоела под ридот или дури над ридот или од другата страна на водата, и тие таму живееа додека беа живи. Сепак, можно е Билбо, незиниот единствен син, кој ако потполно изгледаше и се однесуваше како второ издание на неговиот стабилен и мирен татко, да имаше преземено нешто малку необично во својот карактер од страната на Тук, нешто што само чекаше можност да излезе на површина. Можност која никогаш не се укажа, додека Билбо растеше, наполни 50 години и можеби нешто повеќе, и живееше во прекрасната хобитска дупка што ја изгради неговиот татко, а која ви ја опишав на почетокот. Се додека навидум целосно не се препушти на мирот и секојдневието. Заради некои необјасниви причини, едно дамнешно утро во тивкиот свет, кога имаше помалку бучава, а повеќе зеленило, и хобитите беа многу бројни и живееа во благосостојба, Билбо Багинс по појадокот стоеше на вратата пушејќи од огромно дрвено луле, кое допираше речиси до неговите влакнести прсти на нозете. Внимателно исчешлани, дојде Гандалф. Гандалф! Да имате чуено само четвртинка од она што јас го имам чуено за него, а јас имам чуено многу малку од она што има да се чуе, би се подготвила за многу интересна приказна. Приказни и авантури никнуваа секаде каде што тој поминуваше, на најневеројатен начин. Под ридот немаше свратено многу долго време, уште откако неговиот пријател, стариот Тук, почина. Впрочем, и хобитите речиси го имаа заборавено неговиот изглед. Кога тој последен пат беше дојден по работа на ридот и преку водата, тие уште беа мали хобити момчиња и хобити девојчиња. И така Билбо, не сомневајќи се во ништо, тоа утро пред себе виде еден старец со стап. Тој на себе носеше висока шилеста сина шапка, долга сива наметка, сребрен шал преку кој неговата бела брада му паѓаше до под појасот и огромни црни чизми. Добро утро, рече Билбо, и навистина го мислеше тоа. Сонцето светеше, а тревата беше прекрасно зелена. Но Гандалф погледна во него под долгите густи веди, кои беа подолги од работ на неговата сенчеста шапка. Што сакаш да кажеш со тоа? Праша тој. Дали ми посакуваш добро утро, или мислиш дека утро во времето е добро, без разлика дали ми се допаѓа тоа или не? Или ти се чувствуваш добро утрово? Или ова е утро што требало да биде добро? Сето тоа заедно, одговори Билбо, и многу убаво утро за пушење луле со тутун во дворот. Ако носиш луле со себе, седни и земи од мојов тутун, нема зошто да брзаме цел ден пред нас. Потоа Билбо седна на столчето до вратата, ги прекрсти нозете и испушти прекрасен сив прстенат чад, кој отплови во воздухот без да се растури и се изгуби над ридот. Многу добро, рече Гандалф, но јас утрово немам време да правам прстени од чад. Барам некого расположен за авантурата што ја подготвувам, а многу е тешко да се најде некој таков. Верувам дека е така, во овие краишта ние сме многу скромен народ и јас не гледам корист од авантури. Одвратни, вознемирувачки и незгодни нешта. Заради нив можеш да ја пропуштиш вечерата. Не можам да сватам што има интересно во нив, одговори нашиот господин Багинс. Пикна еден палец под пазувите и издува еден нов, уште поголем прстенот чад. Потоа ги изеде утринските писма и почна да чита, преправајќи се дека повеќе не го забележува старецот. Реши дека тој не е баш по негова мерка и посакуваше да си замине. Но старецот не се помести. Стоеше навален на својот стап и се джареше во хобитот, не зборувајќи ништо додека на Билбо не му стана непријатно и малку се подналути. Имајте добро утро, конечно изговори. Ние овде не сакаме никакви авантури, ви благодарам. Обидете се преку ридот или преку водата. Тој сметаше дека така ќе го заврши разговорот. За колку многу работи ти го користиш доброто утро? Возврати Гандалф. Сега сакаш да се ослободиш од мене и знам, мислиш дека нема да биде добро додека не си заминам. Воопшто не е така. Воопшто не е така, мил господине. Мислам, јас и не сум сигурен дека го знам вашето име. Да, мил мој господине, јас го знам вашето име. Господин Билбо Багинс. И ти го знаеш моето име, иако не го поврзуваш тоа име со мојот лик. Јас сум Гандалф. А Гандалф значи дека тоа сум и јас. Никогаш не би помислил дека синот на Беладона Тук ќе ми посака добро утро како да сум некој уличен продавач на копчиња.
Гандалф, прости ми, па нели е тоа волшебникот Талкач кој на стариот тук му даде еден пар волшебни диамантски копчиња кои сами се закопчуваат и не се откопчуваат додека не им се заповеда? Нели е тоа пријателот кој раскажуваше неверојатни приказни на забавите за змејови и гоблини и джинови и за спасување на принцези и за неочекуваната среќа на синовите на вдовицата? Човекот кој правеше чудесни огномети, убаво ги помнам, стариот тук сакаше да ги прави на Иванденската ноќ. Величествено, се разлетуваа како прекрасни кринови и зејки и златока под оган за да одблеснуваат во квечерината. Веќе забележавте дека господин Багинс не е толку прозаичен како што сакаше да верува за себе, иако беше добар познавач на цвеќиња. Пуст да останам, продолжи тој, па дали ова Гандалф заради кој толку мирни момчиња и девојки западнаа во копнеш полуди авантури? Секакви авантури од качување по дрвја до посета на елфите или пловење со брод, пловење кон други краишта. Блазе си ми, животот некогаш знае да биде многу интерно, мислам, ти некогаш умееше да ги заматиш работите во овие краишта. Прости ми, но јас се уште не сваќам по каква работа си пошол. А каде би требало да бидам? Праша волшебникот. Сепак ме радува што слушам дека си запомнил некои работи за мене. Изгледа дека имаш добри спомени од моите огномети на некој начин, а тоа не е безнадежно. Навистина, во спомен на твојот стар дедо тук и во спомен на кутрата Беладона, ќе ти го дадам тоа што го побара. Прости, но јас ништо не побарав. Таа побара 2 пати до сега. Ти прости ми на мене. Ќе ти го дадам тоа. Сушност ќе одам дотаму, што ќе те пратам во една авантура. Многу забавно за мене, многу добро за тебе, а и доходовно, верувам, ако ја исполниш. Извини, јас не сакам никаква авантура, благодарам. Не денес, нека ти е добро утрото. Но те молам повели на чај секогаш кога ќе посакаш. Ево, зошто не утре? Намени утре. Збогум. Потоа хобитот се сврте и се шмугна за тркалезната зелена врата и ја затвори колку што можеше побрзо. А да не изгледа неучтиво. Волшебниците се сепак волшебници. Што ли ми требаше да го канам на чај? Си рече за себе кога влезе во оставата. До сега само еднаш појадуваше, но мислеше дека колаче или две или нешто за пиење ќе му помогнат да се чувствува подобро по овој ужас. Во меѓувреме Гандалф се уште стоеше пред вратата и се смееше долго, но тивко. По кратко време пристапи и со шилецот од неговиот стап изгреба чуден знак на прекрасната зелена врата на хобитот. Потоа со крупни чекори замина понатаму. Токму во мигот, кога Билбо го дојадуваше второто колаче и почнуваше да размислува како фино се извлече од авантурите.